Другар Павлевски, вие долги години работите на проблематиката околу собирањето на лековите билки од нашата република, организираното собирање, дури би рекол и организирано производство на лековите билки. Каква е денеска состојбата со лековите билки? Социјалистичка република Македонија, според својата географска положба и релјеф, се карактеризира со разновисност на климатските услови. Во неја се мешаат медитеранската, континенталната и локално-планинската клима. Со тоа се створиле едно голема шароликост и богатство на дивата флора во Социјалистичка република Македонија. Ваквите поволни климатски услови, па и почвени услови, како што реков, ја прават разновидна флората и со тоа и има голем број на лековите и ароматични растенија на подрачјето на Социјалистичка република Македонија. Инаку, собирањето на лековите и растенија во Македонија и односно во постоењето и историјата може да се тврди дека има свое подалечно минато. Иако за тоа немаме сигурни записи, ипак може да тврдиме дека собирањето на лековите и ароматични растенија и шумски плодови во Македонија има сличности со своите соседи. Токму тоа нас не наведува да во манастирите најдуваме доста записи, тие народни лекарства, кои што се запишани и кои се базираат врз основа на лекувањето на лековите ароматични растенија и шумски плодови. Тоа е народната медицина. Таа е народната медицина. Алкалоид како е овде сега вклучен денес? Имате развиено силна лабораторија и производство на лекови врз база на лековите растенија. Ние во своето постоење, некаде уште од 1950 година, сме една од најстарите организации, работни организации која што се бави со собирање, организирано собирање на лековите ароматични растенија не само во Македонија, него и во Југославија. И со своето тоа постоење, како што реков, историјата, ние имаме сигурни податоци дека уште пред 200 години во Дебарско се организирале запишани документи каде организирано се одело на собирање на лековите ароматични растенија и то во деновите на Ѓурѓовден и Иванден. Тоа било помасовно собирање, а што не значи дека во текот на годината немало такво собирање. После ослободувањето, некаде после 49 година, првите билкари во Македонија се другарите кои што се сеја покојни Владо и Здравко. Тоа ствари биле сладкари во Полска, кај што најмногу дошле до сознанија кои лековите ароматични растенија да се собираат на подрачјето на Македонија. Од тогаш почнува не само организираното, него и во обновата на нашава земја, билкарството дало голем допринос во стварувањето на потребните девизи кои што нашата земја, посебно нашата република, имала недостиг. Ние колку откупуваме сега? Вие како организација? Како организација, нашиот откуп се движи измеѓу 3 и 5, па некогаш и 6000 тони на лековити и ароматични растенија и шумски плодови. Тоа собирањето не зависи само од нашата организираност или неорганизираност, него често пати и надворешните фактори влијаат. Климатските фактори. Климатските, кога има породна или понеродна година, а исто така големо влијание има во собирањето и надворешниот пазар, кој што диктира кои билки, која година, колку се бараат и така натаму. Од ова големо количество што го собирате, вие дел преработувате, дел извезувате. Колкав е тој дел што го извезувате, го продавате? За домашен пазар, за производството на чаевите, или нашето снабдување на другите фармацеутски куќи или други куќи кои што се вршат со преработка на лековите билки и односот за извоз, со сигурност можам да тврдам дека е некаде 80:20 во корист на извозот на конвертабилниот пазар. Ова сакам посебно да го напоменам дека Алкалоид е кадровски добро екипиран, но сепак не сме го постигнале оној максимум кој што треба и кој што ова поднебле го поседува со разните лековите ароматични растенија. Тоа односно не е до максимум, не е ни приближно и не се искористени природните ресурси кои што ги поседува нашава република.
колку наоѓа примена фитотерапијата, односно производството на лекови со потекло од разните растенија, од богатата флора која има во нашата република. Фитотерапијата, односно употребата на лековитите билки како тераписко и профилактично средство, несомнено е најшироко прифатен облик од нашата народна медицина. Нашиот народ од секогаш верувал во лековитоста на билните чаеви и мелемите. Лековитите билки и природните лекови делуваат врз човечкиот организам со својот комплексен хемиски состав. Тие не делуваат насилно, делуваат стимулаторно и овозможуваат организмот сам на еден правилен начин да реагира на заболувањето. Од ова народна медицина, од фитотерапијата, опфатено е повеќе од 2/3 од светското население. Пред се тоа се земјите на Азија, Африка, Латинска Америка, исто така и развиените земји како Англија, Германија, Соединетите Американски држави, Советскиот сојуз и Канада. Правени се известни истражувања според кои се вели дека секој втор американец верува во делотворноста на препаратите кои што се состојат само од растителни состојци, додека 40% од англичаните повеќе би сакале да се лекуваат со вакви природни лекови. Нашата татковина е богата со лековити билки, меѓутоа факт е дека главни купувачи на нашите лековити билки се земјите со најразвиена фармацеутска индустрија, кои потоа ги преработуваат и како готови лекови ги продаваат ширум светот. Поаѓајќи од ова, алкалоид со една подолготрајна работа подготвува повеќе препарати исклучиво со природно потекло. Пред се тоа се нашите добро познати медицински чаеви. Ги имаме 24 на број и тие се комбинации од повеќе лековити билки, најпогодни за соодветни заболувања. Би споменале само неколку од нив. UV Mix, тоа е чај за дезинфекција на мокрачни патишта, потоа Миртилин Mix, тоа е чај за диабетичари, Реуком Mix, чај за реуматичари, понатаму Имелглок Mix, чај против покачен крвен притисок, Меморија Mix, чај за подобрување на циркулација и би спомнал уште Бамби Mix, чај против ноќно мокрење кај децата. Имаме и друг препарат врз основа на билна мешавина, тој е препаратот Сердал, кој го подобрува варењето на храната, исто така помага при надуеност, преситеност, помага кај болни со покачен желудечна киселина. Врз која основа вие ги препорачувате, гледам и конкретно веќе кажувате, кој чај за што е, за какво лекување? Алкалоид... Гледам, имате големи и добро поставени лаборатории. Да. Алкалоид се повеќе се стреми кон развивањето на помошните лековити средства од растително потекло. За таа цел кај нас постои група од стручни истражувачи, лекари, фармацеути, технолози кои што научно ја испитуваат делотворноста на лековитите билки. Исто така изградени се и повеќе капацитети со кои ги издвојуваме активните принципи од лековитите билки, а со тоа пак ни се проширува спектарот за изготвување на нови готови фармацеутски форми како таблети, капсули, сиропи и така натаму. Семејството Јадлебовски од битолското село Логоварди оддавнина се познати по тоа, по собирањето на лековити билки и разни други лековити растенија. Денес ова работа, собирањето на тревките, како тие викат, го врши најмладиот од семејството, Љупчо Јадлебовски. Од кого го научи познавањето, распознавањето, поточно да кажеме, на лековите билки и што подготувате, зашто се тие користат, кој ги се нив бара, користи? Па, ова работење што го работиме ние сега, тоа беше уште многу порано го работел дедо ми. И ствари, дедо му негов... Прадедовците?
Прадедовците, И натака, дедо му, па до па денес дојде до тебе. денески дојде ете, од колено на колено, дојде да и јас таа работа ја работам сега. А иначе собирањето на тревките, тие лековити тревки, билки така наречени, тоа го работев со дедо ми, собиравне, одевне, ми Уште од кажуваше. детство? Да, уште од порано. И така навикнав на тоа, ми дојде едноставно, ги ги научив, да. И сега ги работиме ние. Устваријате јас и од семејството моје, например, татко ми, мајка ми. Што подготвувате вие со овие лековити билки? Па со овие лековити билки спремаме и даваме на, така да речам, наши пациенти кои доаѓаат, било за жолчка оболена, камен, Разни пресус, заболувања, разни во заболувања. форма на чаеви ги давате како? Даваме чисто тревки, како чај, вид, да сами си ги спремаат. Ми објаснуваме како оди тоа све и они сами си спремаат дома. Давате потребно напатствие, Да, исто. колку рецепти време, даваме. по кое количество, како да се подготви чајот, Тоа све е покрај запишано чај? во рецептата. покрај чајот, Покрај чајот имаме и масти кои лечат многу ефикасно. например, против кои болести вака попознати? Масти имаме две врсти. Маст имаме која лечи гангрена, разни рани, опекотини, било хирушки, било шеќерни рани кои отвараат и сите тие други. Исто лечи маста и овие што се лишаи, например, перутави лишаи, водени лишаи, такви, со крварење, суви, Брадавички по кожата. брадавички што се бубулици, сите тие работи. Каков е интересот? Чув дека добивате писма од далеку. Да, писма има и се уште доваѓаат на име на дедо ми кој не знае дека е покоен. Исто и ние им и одговараме, враќаме писма, праќаме лекови, масти, тие работи све. Од каде се добивате вакви барања со писма? Барања добиваме широм Југославија, можам да речам, од секаде. Од Загреб, од Белград, од Корчула, од сите страни. Искажуваат благодарност за Да, лекот. многу захвални. Чак и од Загреб имаат исто човек од гангрена кој се излечи, па дојде во посета дома. да ви благодари. Да. Друго, со што се занимаваш ти? Друго се занимавам со земјоделие. Дома си работам, земја имаме. Али основното ти е собирање на Основното лековити билки. собирање на тревките и тие работи се. Магистрот по фармација Васо Дервенџи е автор на книгата Фармакогнозија. Таа што туку треба да излезе од печат и пред мене стојат неколку рецензии, професоре, за таа книга која говори дека ќе може да служи и на фармацевтите, и на студентите, и со каква цел е напишана книгата, што содржи таа, ве молам да ни кажете? Видите, како прва цел на книгата ќе има да ја употребуваат студентите, дека таа ќе како основна материја за нивната, ќе служи како основна материја за нивната едукација. За изучување Да, и за изучување на материјалот кој го изучува фармакогнозијата, науката фармакогнозија. Потоа ќе им корисно послужи на дипломираните фармацевти, на лекарите, на агрономите, на шумарите, на биолозите и на луѓето кои што сака да се занимаваат со лековите растенија, било да ги употребуваат сами, или пак сакат во комерцијални цели да ги собират и продават. Да ни кажете сега, каква употребна вредност имаат лековитите и ароматичните растенија во современата медицина? Лековите и ароматичните растенија имаат голема употреба во современата медицина. Тие представуваат суровинска база за добивање на голем број алкалоиди, хетерозиди, флавонозиди, танини, потоа етерни масла, витамини и хормони.
И сметам дека иако денеска бројот на готовите препарати е голем, сепак овие природни ароматични и лековите суровини останува сериозен конкурент на готовите лекови, поради тоа што тие со понатамошно испитување од нив може да се искористат, тие може да се искористат и да се од нив екстрахират голем број нови препарати кои што корисно ќе послужат во медицината. Какво е досегашното искуство нашите производствени организации за лекови? Дали ги тие користат и до која фаза се дојдени? Скоро сите наши фармацеутски фабрики ги користат лековите ароматичните растенија како сировинска база за добивање на разни препарати кои од ден на ден се повеќе и повеќе ги има. Од пред 20 години лековите растенија и ароматичните растенија доживува ренесанса, така што почна у светот се повеќе да се користат во вид на солуции, на таблети, на прашкови и други комбинации од галенски форми. Колку алкалоид е усогласен со новиот закон за користење на вакви помошни, како го нарекуваат, помошни лекови? Сите овие активности на алкалоид се во склад со законот, новоизлезениот закон од 25 јули оваа година, и тоа е закон за пуштање во промет на лекови и помошни лековити средства. Да ни кажете, ве молам, постојат на повеќе места познати билкари или тревари, како ги викат, и тие изготвуваат исто така вакви чаеви. Најразлични чаеви за најразлични заболувања, лекувања од различни заболувања. Дали законот ги има во третман и овие тревари? Да, овој пат законот доста прецизно и точно ги дава одредби и за тие тревари, да ги наречеме тревари. Ако тие успеат да ги задоволат условите кои што се пропишани со законот, можат и тие да пуштат во промет одредени лекови. И на тој начин, помошни лековити средства за. На тој начин веројатно и се сведува на минимум злоупотребата, да кажам така. Секако, сега во светот ова е доста актуелно и меѓутоа се оди научно сето тоа да се испита и да се провери и на некој начин докаже. Ретко која организација во нашата република, како што е Стружанка од Струга, може да се пофали со ваков силен развоен и производствен напредок. Паралелно со ваквиот напредок, Стружанка за своите работници овозможува и извонредни работни услови за зачувување на работната и животната средина. Другар Белевски, вие работите на оваа проблематика и ве молам да ни кажете накусо што презема се Стружанка да на своите работници обезбеди поголема продуктивност да може да обавуваат на работните места, на работните машини, за да се сочува нивното здравје, за да им се подобрат животните услови. Па, Стружанка извонредно води сметка за оваа средина да ја разубави работникот кога ќе излезе од халите, работни хали, да може да влезе во еден амбиент кој ќе му овозможи да се рекреира
во известна смисла. Наиме, паркот кој е доста голем, се перманентно одржува, се одгледува, како и секој погон што за кој се води сметка да работникот на работното место биде добро заштитен, а во слободното време да може да здивне и да ја осети мало и природата и да преку тој начин Да ја поврати да силата. ја поврати силата. Гледаме имате најсовремени машини, работни машини. Тие овозможуваат секако и лична безбедност. Да, и то може да речам голема сигурност. Нам не ни се десило во производните хали досега да имаме некои незгоди, поготово во последно време кога голем дел од машинскиот парк се возобнови и се доведоа високопродуктивни машини, а посебно многу значајно што е во однос на заштитата одговараат на намерите да се работникот за време на работата добро заштити. Како е организирана општествената исхрана? Гледаме извонреден ресторант. За да се подобри општествената исхрана, направи напори да си организира своја собствена фарма, преку која денеска се обезбедува високо квалитетно, неконтаминирано месо, неконтаминирано млеко. Паркот ви е извонредно добро организиран, чуван, негуван и чувме дека дури и во паркот не може насекаде да се пуши, има само одредени локалитети, одредени мали места. Наиме во Стружанка само на одредени места и поради безбедност од пожари и друго, а и поради тоа што има голем број вработени што не пушат. А и зарад естетиката на фабриката, поради тоа се и такви мерки презедени да се створат максимални услови на чистотија, на хигиена, можност за рекреација. Онај период кога работникот не е зад машината. Заштитата на работа, хуманизирањето на трудот и на условите во кои се обавува во модерното и интензивно стопанство, представуваат одлучувачки фактори што го обезбедуваат и гарантираат физичкиот и моралниот интегритет на работниците, ефикасно го заштитуваат здравјето и работната способност и создаваат реални претпоставки за перманентно продолжување на животниот и работниот век на работниците. Воедно, битката за создавање безбедни и здрави услови за работа, покрај хуманните димензии, е дел од организираните напори на сите општествени субјекти за раст на продуктивноста на трудот и врз таа основа остварување на зголемен доход, стабилизирање на економските текови и ефикасна заштита и подигнување на животниот стандард на работниците. Стружанка, со својот голем чекор, е пример за почит. Советот за пошумување на голините во Социјалистичка република Македонија години венаназад има постигнато извонредни резултати во освојувањето на површините. Се наоѓаме пред сезоната за садење. Со нас е секретарот на Советот, магистер Герасимовски Методи, и ве молам да ни кажете што е се постигнато досега, како се одвиваат плановите, програмот кој е на овој Совет за пошумување на голините. Па, во изминатите 15 години од реализација на програмата, на долгорочната програма за пошумување на голините, се постигнати извонредни резултати. Можеме да кажеме изнад очекувањата.
Заклучно со 1985 година е извршено вкупно на 88.111 хектара пошумување. Земајќи предвид дека со долгорочната програма беше предвидено до 1990 година да се пошумат 50.000 хектара, а до 2000 година понатамошни уште 44.000, значи вкупно 94.000 хектара, тогаш очекуваме во оваа година да го извршиме сосема задатокот предвиден со таа долгорочна програма, односно 94.000 хектара за само 16 години, односно 14 години пред рокот. Навистина импозантни се постигањата. Тоа се некаде околу 250 милиони садници. Ориентационо толку. Така отприлике. Значи ли тоа дека програмата е нереална за вака надмашување, големо надмашување на планот? Не. Или на што се должи Не, тоа? напротив. Програмата и кога се конципираше, се сметаше дека е превише амбициозна. Од аспект на тогашните согледувања на стручните луѓе во Републиката, воопште стручните служби. Затоа што не постоеше основна база, производство на садници, технологија на пошумување, тешкотиите кои до тога се среќаваме во пошумувањето на големите во Републиката, во мошни тешки услови. И можеме да кажеме дека во првите години на вистина и се тоа и покажа. Тешки услови во смисол на обезбедување на финансиски средства, механизација за освајање на површини. Во основа производство на садници, немање обезбедено производство на садници, расадничко производство, потоа технологија во пошумувањето. Тешки услови затоа што се тоа голини кои се со векови така. Недостапни терени, недостапни терени, безводни, сушни терени. Во тој смисол и прифаќањето на садниците беше многу отежнато. Ние често среќаваме изгорени млади плантажни шуми со црн, бел, бор и така, новите современи. Што се презема? Дали тоа представува некаков проблем? Сите пожари кои што сега се појавјат, тоа се све вака субјективни чинители од субјективни чинители, тука не можеме да уклучиме тој објективен фактор и тешка е борбата со тоа. Има ли доволно чувари? Има доволно чувари, меѓутоа, знаете како, не може да бидат присутни на секое место, кај што ќе пожарот биде предизвикан. Еве ние на филмот следиме една таква плантажа, изгорени 5-годишни, 6-годишни, 10-годишни, да, во Тито Велешко. Тука се повторува. Безмалце секоја година имаме по некоја плантажа, по некоја површина гори. А ова последниот пожар, тоа е чисти вандализам. Кога станува збор за одржување, на тамошно одржување на шумските насади, мене ми е познато дека 5 години вие обезбедувате средства од садењето до 5-та година. Натамо што се случува? Каква е судбината на овие насади? Тоа е исто така проблем. Не се радо прихватени од шумските стопанства. Тие се и натаму под контрола. И натаму се под контрола. Кој води грижа за нив? Пак ние не ги напуштаме сосема. Во Републичкиот комитет, знаете, имаме инспекција, ова републичка инспекција и инспекцијата која што е на терен, општинската. Тоа, значи, тие потпаѓаат веќе под удар на законот за шумите. Кои подрачја, кои општини се најдобри? Најдобра Криво Паланка без конкуренција во цел период, апсолутно. Потоа Битола, Тито Велес, Куманова работи добро, Штип, Свете Николе, Виница, Берово. А Скопје е веќе обкружено со еден добар прстен. Обкружено, и тоа Скопје сметраме како еден голем центар и оно тоа е веднаш после Крива Паланка по површина и тоа како еден центар и нормално е Скопје да биде вака и еден од меѓу првите во пошумувањето на големите. Вам како совет, дали ви е познато дека има и љубители на шум? Апсолутно, ние контактираме и ние сме стално во врска со советот
со организацијата Сојуз пријатели на шуми, и не само преку таа организација, и директно преку школите, со армијата и така натаму. Граѓаните, апсолутно ги поддржуваме сите активности нивни и учествуваме со садници. Има ли многу овие љубители на Па, шумите? да ви кажам, во последно време све повеќе и повеќе. Ние и тамо кај што имавме проблеми, кај што се јавува проблеми, отпори, кај што се јавува во пушумите на Голени Сенек, сега виќе тие како да спласнуваат, напротив, тие изјавуваат желба да се тоа пошуми и да така се вклучат во работата на пошумувањето, во облагородувањето на тие голи терени. Наводно, крај Скопје го најдовме Никола Солдатов, новинар во телевизија Скопје, мој колега, веројатно на редовна обиколка на ова шумичка овде, Да, што си е посадил и што се грижи, што ја негуваш. Колку години, кога и која беше идејата, Никола? Случајно се падна на 10 годиштина од 76 година. А идејата е таа, веројатно имам нешто селско во крвта. Јас и како дете имав 10 квадратни метри пред куќата простори, постојано нешто чепкав, буцкав, садев лукчиња, па секој ден ги вадав да видам колку пораснале. А денеска си ги квалификуван како љубител на шумите. Љубители на шумите има многу, не сум само јас. Меѓутоа, едно е да гледаш шуми, а друго е да направиш нешто после тебе да остане за другите генерации. Во Крушево има еден случај, го знаеш сигурно, некој руски емигрант, цела една шума останала негов спомен. Тоа е. Без друго, идејата била можда и слична и твоја, за да ја посадиш ова шума. Која година? 1976 година. Идејата ми ја дадоа тие млади садници што поникнаа од семето што паѓа од боровата шума, која веќе имаше 20 на години. И првата година ги преселував, ги корнев тамо каде што се многу, не знаев како се прави тоа. Најголемиот дел ми се сушија, меѓутоа некој останата. Тука ќе ви покажам, има еден бор, од далеку не се гледа, можеби камерата не може да го фати, после ќе го покажем, и тука едно помало. Овде има неколку, главно се сушија. Потоа ме научија стручњаци, твои колеги, правев плоштатки, но се врасат, пейперпот, тој вашиот, и веќе ситуацијата дојде до таму да има овде околу 2000 дрвци. И не само овде, овде се тие компактно, туку и секаде каде што минувам има по некој дрвце останат. За жал, многу од нив се уништени. Еве, случајно сме овде на едно место каде што од либанскиот кедар има останато 5, така е, овде 3, тука 2, 5, има 20 вкупно, кои опстоја и на сите суши, и на сите студови. Еве, гледаш, после 6-7 години, тој е толку стар, има приближно височина од 1 метар. Се грижиш редовно, дури и вода од Скопје носиш за да ги заливаш. Вода на овој црн бор, никаква вода, тоа е вампир, што викаат стручњаците. Меѓутоа се обидов овде да донесам разни осетливи видови што ги нема наводно. Тие кои бараат сенка, кои бараат вода, да речеме како смрчата. Меѓутоа што се случи? Јас ги поливав, тие доаѓа во 3 сат са бајле со тие 4 кантичиња на грбот, 12 литра вода, ги поливав и со тоа ги предизвикав дивите свињи да ги корнат. Тие не дојдоа по моите дрвца, меѓутоа најдоа влажно место каде што има црви и ми ги ископаа сите дрвца, ако не сите, барем најголемиот дел. После измислив други мерки на заштита. Денес дали си задоволен, имаш ли она потребна сатисфакција, ја добили со политика? Апсолутно, како да не. Како да не, еве ова, го гледаш, 80 сантими е веќе. Тоа некогаш ќе биде дрво, огромно дрво ќе биде. Ова е твое дело и на твојата сопруга? Моје дело и на мојата сопруга. Овој дел, меѓутоа, оној ден кога ги пошумувавме овие трапови овдека, дојде и колегата, мој колега како новинар, твој колега и по образование, агроном, Конески, Ѓоко, со своето ќеркиче, и сите заедно, првиот дел каде што е Пондеросата, сите заедно четворица пошумувавме. Никола, и натамо гледам носиш садници за саке да ја отвориш сезонава нова. Знаеш, тоа е работата, Миле. Престана веќе оној мотив од чисто физички причини, разни професионални заболувања, инфаркти и така натаму. И не можам јас сега веќе да копам и да садам така по 2, по 300 во текот на годината, меѓутоа страста остана. Јас сега дома правам садници. Еве денеска дојдов, сакам да поседам еден платан, чинар како го
како се вика кај нас. Имам неколку тука посадени, ќе покажам да се видат. Меѓутоа правам и други експерименти. Полани посадив, едноставно зимав од овие од дабот, жирови. Минатата година купив 1 кило бадеми, 212 бадеми имаше во тоа. Штета што е сега есен, лисијата се опаднати, па не можат да се видат тие се како обично стапче. А сега пред 2 дена другарка ми правеше пица, имаше гости, ја ги тргнав сите семки од